Добро вечер, Таринци. Добро вечер, победничка општина Карбинци. Почитуван председател на ВМРО ДПМНЕ, професор доктор Кристијан Мицковски. Почитувани кандидати за советници и идни советници и почитуван коалиционен партнер на демократските сили на ромите и почитувани дами и господа. Драги мои пријатели, македонци, турци, власи, роми и сите останати, без ни малку двоумење, сакам да ја навестам големата изборна победа и новото советничко мнозинство на ВМРО ДПМНЕ во Карбинци уште во првиот изборен круг. Бастионот на ВМРО ДПМНЕ во истокот бил и ќе биде Карбинци. Општина Карбинци ги памети деновите кога се градеше и функционираше како сервис на граѓаните во минатото предводено од ВМРО ДПМНЕ. Но, за жал, се уште се актуелни случувањата и во овие 4 години, каде владее апатија, неработа и богатење на олигарси и фамилии од власта. Нашата сила е во тоа што сме сите заедно и обединети ќе чекориме кон убедлива победа во општина Карбинци. Имаме план, имаме визија, а мотивацијата никогаш не била поголема за успех и просперитет на нашата општина. Ние сме тие кои имаме обврска да ја градиме светлата иднина на Карбинци. Гарантираме проекти, гарантираме промени, проекти за победи. За општина каде младите треба да ја гледаат својата иднина, земјоделците својот напредок, а сите да бидеме горди на ликот на нашата општина, која се стремиме да биде урбана, уредена како во сите европски земји. Почитувани пријатели, ќе кажам само неколку реченици за локалната власт во заминување. Наместо да бараат поддршка, тие треба да се извинат пред вас за сите лаги во овие 4 години, за сите провизии кои ги земале и за сите нечесни игри кои ги направија. Тие не беа сервис на народот. Тие беа достојни само за нивните фамилии во потесен круг. Но ќе ви ветам дека ќе има одговорност. И тоа веднаш по превземањето на власта. Изборот е јасен. Помеѓу потрошените кадри и новата понуда која ветува иднина во општина Карбинци. Како предводник на идната локална власт се обврзувам за многу проекти кои се од суштинско значење за нас. Проекти со кои нудиме решавање на проблемите, модернизирање на нашите населени места. Гарантирам изградба на нова детска градинка во село Карбинци со капацитет од минимум 50 деца. Нова училишна зграда на подрачното училиште Страшо Пинџур во Таринци со површина од 200 метри квадратни. Подобрување на водоснабдувањето во село Радање и решавање на деценискиот проблем со водата за пиење. Основање на противпожарно оделение во општина Карбинци. Вложуваме во зачувување на животната средина. Справување со депониите во населените места во 2 фази. Фаза 1 – уредување и оградување. И фаза 2 – трајно дислоцирање. Во јавното предпријатие Плачковица ќе формираме и сектор за комунална хигиена, преку кој ќе воведеме ред на дневна основа во собирање на смет од јавни површини, улици, тротоари, плоштади. Во делот на земјоделието ќе се вложиме во целост. Гарантирам дека ќе направиме ревидирање и реконструкција на каналите за наводнување. Потребата од наводнување на своите поседи на земјоделците од општина Карбинци
е од големо значење. Општина Карбинци, заедно со АД Водостопанство, активно ќе се вложи во изнаоѓање на решенија за овој долгогодишен проблем на земјоделците. Дополнителна поддршка на земјоделците во Карбинци ќе вложиме и преку отварање на подрачни канцеларии на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и канцеларија на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Преку Бирото за регионален развој ќе обезбедиме средства за реконструкција и тампонирање на полските патишта. Затоа, драги пријатели, исправено стојам пред вас и ви кажувам, ова е битка на нашата генерација и ве поканувам да се приклучите заедно, да бидеме во оваа пресудна битка за Карбинци и Македонија. Јас сум Виктор Паунов, сопруг, татко на Филип и Петар, горд на својата фамилија. Време е за промени, време е за проекти, време е за победи. Да сте ми здрави и живи. Да живее општина Карбинци, Македонија да ни е вечна.